Добре дојдовте. Ајде веднаш да се нурнеме во оваа тема и да го истражиме фасцинатниот комплет алатки што психолозите го користат за да ги откријат мистериите на човечкиот ум. Ајде да почнеме со нешто што веројатно на сите ни е познато. Како истражувачите доаѓаат до заклучок дека, да речеме, кратките рокови или преголемиот обем на работа водат до исцрпеност. Верувајте, не е само обична претпоставка. Токму така. Најдобро е да ги замислиме како детективи на умот. Тие не се потпираат на интуиција или нагаѓање, туку користат многу систематски методи за да соберат докази и на крајот да го решат случајот. Секоја добра истрага, ама баш секоја, започнува со една клучна работа – јасно дефинирана мисија. Или, во нашиот случај, добро поставено истражувачко прашање. Добро, ајде да видиме што точно значи ова. Клучниот збор овде е систематски. Значи, тоа е строг, организиран процес кој ја одвојува психологијата како наука од секојдневното обично наблюдување. Целта е секогаш да се соберат објективни и веродостојни податоци. Во ред, штом го имаме прашањето, како почнуваме да ги собираме трагите? Тука нашиот детектив ги отвора своите први две основни алатки од куферот. Еве како се разликуваат овие два пристапа. Наблюдувањето е нешто како да се гледаат снимки од безбедносна камера. Се гледа што луѓето навистина прават. Од друга страна, анкетите и интервјуата се како да се испрашуваат сведоци. Се дознава што тие мислат и чувствуваат. Двата пристапа даваат различни, но подеднакво вредни информации. Интервјуата се особено моќна алатка. Не се работи за обичен разговор, туку за техника што им овозможува на истражувачите да копаат многу подлабоко, да поставуваат дополнителни прашања и да добијат богати детални сведоштва за нечие искуство. Например, токму за стресот на работното место. И еве, ова совршено илустрира што може да открие едно добро интервју. Овој цитат не ни дава само сув податок дека некој е под стрес. Тој го доловува чувството, тој постојан притисок и неможноста да се одмори. Токму тоа е тој квалитативен увид што го бараат истражувачите. Во ред, значи имаме алатки за собирање докази. Но кого точно треба да наблюдуваме или интервјуираме? Ова е следниот критичен чекор во секоја истрага, нели? Не можеме да прашаме било кого. Ајде на брзина да ги разјасниме овие два поима. Популацијата е секој поединец во групата за која сакаме да донесеме заклучоци. Но бидејќи речиси никогаш не е возможно да се испитаат сите, истражувачите избираат примерок. Тоа е една помала група која треба да биде како мини верзија на целата популација. И токму ова е клучната поента. Ако примерокот е добро избран, значи ако е навистина репрезентативен, тогаш она што ќе го откриеме за таа мала група може со голема сигурност да се генерализира, односно да се примени на целата популација. Тоа е всушност темелот на секое валидно истражување. Сега, кога сите траги се собрани од нашите сведоци, време е да се вратиме во лабораторија. Фазата на анализа е местото каде што детективот почнува да бара шеми, шаблони и врски во податоците што ги собрал. Една од најважните алатки за ова е корелацијата. Наедноставно кажано, таа ни покажува дали постои некаква врска помеѓу две работи. Дали кога едната работа се зголемува и другата, или можеби се намалува. За прецизно да ја измериме оваа врска, користиме нешто што се нарекува коефициентна корелација. Тоа е само бројка што ни кажува колку е силна врската, а знакот, плюс или минус, ни ја покажува насоката на таа врска. Еве еден класичен пример за позитивна корелација. Како што стресот од обемот на работа расте, така растат и симптомите на исцрпеност. Значи, тие се движат во иста насока. Во овој случај, коефициентот би бил позитивен број, некаде блиску до плюс 1. А еве го и спротивното, негативна корелација. Како што стресот од работа се зголемува, квалитетот на сонот се намалува. Тие се движат во спротивни насоки. Овде коефициентот би бил негативен број кој се движи кон минус 1. И ова е можеби најважното правило во целата статистика. Само затоа што две работи се поврзани, тоа апсолутно не значи дека едната ја предизвикува другата. Можеби постои некој трет скриен фактор, како например лошото управување со времето, што ги предизвикува и стресот и лошиот сон. Добро, истрагата открила некои навистина важни врски. Што правиме сега? Па, вистинската вредност на психологијата лежи токму во ова.
во примената на овие наоди, за да се создадат реални решенија во реалниот свет. Ајде да го видиме целиот процес на дело. Прво, истражувачите собираат податоци. Потоа, преку анализа, открива дека големиот обем на работа е силно поврзан со стресот. И на крај, врз основа на тој цврст доказ, компаниите можат да преземат конкретна акција, како што е воведување на нови, подобри програми за управување со работните задачи. Алатките за кои зборувавме досега се основата на психологијата со децении. Но, денес технологијата го надградува комплетот алатки на психологот на начини кои до пред само неколку години беа практично незамисливи. Па, погледнете го ова. Платформи како Psy Toolkit им овозможуваат на истражувачите да спроведуваат експерименти со илјадници луѓе онлайн, истовремено. Автоматизираните анкети можат да допрат до глобална публика за само неколку минути, а моќниот софтвер може да анализира огромни количини на податоци речиси веднаш. Влијанието од сето ова е навистина огромно. Ова значи дека психолозите денес можат да одговорат на многу посложени прашања, многу побрзо и со далеку поголема прецизност од кога било досега. Ова е вистинска револуција во начинот на кој го разбираме човековото однесување. И сето ова не доведува до едно навистина возбудливо прашање. Со алатки кои стануваат се помокни, границите на она што можеме да го откриеме за свеста, за емоциите, за однесувањето, се поместуваат практично секој ден. Прашањето е, на што треба да ги насочиме овие моќни леки следно?